Дали човекот има клецано нешто во животот? Не мислам, со таква тактика не можеш ни Уганда на пријателска да тепаш или да ќариш нешто. Значи, не може, луѓе. Значи, како би се пуштал он на некоја цура у град? Да го замислиме, пошто жена му да речеме нели го оставила неклавал доволно по дома голој, го остави сега он иде у диско и се пушта на цурава со тоа таблата и со фломастерот. Ше ти вика, слушај, пиле, од питола пиле вика. Пиле, слушај, те знам јас тебе. Ти агресивна одбрана играш, кога се караш со дечко ти ностоп со рацете во виси. Те знам ја тебе, слушај пиле. И покаже на фломастерот, слушај пиле. Ќе ти влезам одавде, нема да ме сетиш, јас ќе сум ти напикер, влезам до пола на 6 метри без престап. Има да ти клавам, ќе те растрам ко Македонија на светсконо. Шо збориш бе? Уште пред една година има во мојот стендап дел за дечињата на ДУИ кои не го положиле ФИС тестот за контролори на летање, а чекаат вработување. Нивниот директор бараше од данците кои што ја тестираат пола Европа за контролори, пазете, да го повторат тестот, ама само за дечињава од ДУИ. И тука немаше дискриминација, не, никако. И данците нормално одбија, зашто не седат во скутот на ДУИ. Ама шо има врска, еве го ДУИ пак сите си ги вработи, без тестирање, без школо, до душа сите од нив пријавиле дека го гледале Топ Ган првиот дел, на времето уште. За вториот Маверик не ни слушнале до душа. Уште го немало на торен за да го симнат. Не им се давало пари за у кино, кога можеле нели да го гледаат пиратски онака. На такви ќе им се доверат животите на илјадници луѓе. И после паднал авион со 200 патници, голем ташак. Ќе формираат комисија и крив ќе биде кабелот со кој пилотот го полнел телефонот во кабината, иако таков кабел не постои, како што не постои ни фирма што продава легално петарди, ама во овој девети круг на пеколот наречен Северна со екс-терористите од ДУИ, поддржани од калето и издудлани од СДС, се е можно. Па и овој наш хорор. Јас тогаш се заебавав токму на оваа тема, нели, како што личи на стендапот, дека ако ги вработат, нема пилот што ќе сака да лета на нашево небо, дека патниците во тек на лет, ако разберат дека контролори се од ДУИ без школо, со падобрани ќе скокаат од 9000 метри, или ќе му влезат у кабината на тој пилотот и ќе му речат: брат, аман заман, немој да слеташ у Скопје, подобро слетај во Херсон или Бахмут, само немој у Скопје, таму сме побезбедни Украина ако слеташ. Мислев, нема шанси да ги вработат. Не би ги вработиле ни во Источен Тимор за контролори кога иде цунамито. Ама излезе дека стендапот е секогаш во право и ја кажува нашата ебена реалност. Ги вработија. Нека име со среќа. Сега ќе гледаат во екраните на радарите, мислејќи се дека се на Гран Туризмо и ние ќе јадеме вечна ја памјат. И пак нема да бидат виновни. Партиски слуги од ДУИ никогаш и за ништо не се виновни. Тој или тие слуги од ДУИ се совршени терминатори, Т-800, не уништив. Ништи се. Ја ништи државата, законите, редот по редокот, правилата, буквално се. Сега повеќе не ни вреди ни она, нека ни е Господ на помош. Господ одамна кренал раце од нас. Си ги имате вие СДС, сами си ги гласавте и не мора бе да летате со авион. Имате, кидете со точак, пешки. Ако знаете да пливат, ќе препливате Атлантски океан, овој Пацифик, све. Возете по новите патишта што ви ги изградија, по автопатот Куманово Охрид, овај Кичево Охрид, то ќе скокате ова дупка од Скоп, хоп, 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 како кози ќе скокате и ќе стигнете до Охрид еден ден, после 3 месеци. И така како што велат босанците, јебо матер своју, ги вработија дунстериве без положен испит и ќе лета некој од овде со авион, сте се запрашале, ќе имате храброст да слетате во Скопје или Охрид, особено кога е лошо времето, кога е магла, па и на суво кога е сонце. Што знае бе контролорот ДУИ што е ветер и магла? Да бе, знае. Тоа е кафана со многу добра скара ветер и магла, да. Седи доволно. Вработен си бе брат, би рекол таче главниот циркузант на овој наш нитро циркус, кај што се гине онака лежерно на спиење. Изненада. Не лажам, спија во автобусите, спија во болницата во Тетово, ќе спијат и во авионите. Шансите да слетате здрави ви се 50-50. Може ќе слетате, а може и не.
мања веча, црвена црна. Ке вежбате на покер апаратите на овие фирмите, шо Артанчо Нежниот им даде лиценци да организираат комар, за да го сузбиете стравот. Мања веча, твоја среќа. Оп, удрив поп, значи ке ми пее вечна ја памјат. Ако мавнеш двојче, тогаш животот ти дал двојка. Пардон, не животот, контролорите на животот. Контрола каже, ко лети, а ко слети на нос. Ќутите 20 години на самоволието на Дуи и нивната така наречена борба за права на албанците. Викате, шо имам ја врска со нив, бе? Тие си се тамо у своје тамо атари матари, но јас шо ќе се секирам со нив, само што сега ќе плаќате скапа цена со животи. Кога тогаш? Правата си ги добија на зија на вашите права. Со последново вработување на контролориве, конечно ќе го изгубите и правото на живот. И малку ви ја да ви кажам, и си викам, колку треба да ти е докурчено од самоволието на Дуи, да си исплашен, да дадеш оставка од место шеф на контрола на летање. Кој сака да оди во затвор бе невин, ако некој неписмен од Дуи, например, сруши авион со 200 патници? Легендата на југословенското цивилно летање, пилот со неколку десетици илјади часови летање пред лифт, вака ми рече, страв ми е сега, вика, да летам, да идем кај синот у Швајцарија, и кога го прашав, чекај бе, викам, како бе, шо ми збориш бе, викам, ти бе, Жоро? Како бе ти е страв да леташ, викам, пилот цел живот, тебе ти е страв да леташ? Ме заебаш! Боже, пази ми, вика, да летам јас, никад више, а ако треба пешки кидам до Швајцарија, ќе го препливам и Ла-Манш ако треба за во Лондон, ако сакам додам на мои години. Ама со овие што не знаат што е летечки коридор со координати, прашање на време е кога на исто место ќе се најдат два авиони на иста висина на ова. Да, мој народе, мои македонци, албанци и други овци, сваќате ли со ќутење до каде дојдовме? А вие што патувате далеку пред секој лет, прашајте се во чии раце се вашите нили животи. Може некој продавач на петарди ви е контролор, не се знае. Може некој до вчера што точел боза, што правил тулумби, може и тој да е контролор. Ке летите наместо нагоре, има да летите на кров, и тоа со фактура. Мислам со фрактура. Мислам со многу фрактури. Ако уопште ве најдат.